Уметност од латинскиот збор ars, кој се користел за да се опишат познавањата научени преку практиката и одговара на грчкиот збор техни, техника. Во поголемиот дел од светот арт или арте, арти на албански, во словенските јазици уметност, на германски kunst, турски санат. Уметноста е нешто што не познава граници. Не познава нации, не познава раси, уметноста не сплотува сите. Уметноста е многу важен дел од нас и од нашето постоење уште од искони. Преку неа ги изразуваме своите мисли, чувства, а пред се нашето гледање на нештата. Сето тоа за да допреме до другите на еден чисто естетски начин. Првичната ритуална, магична или религиозна цел на уметноста преку своите општествени и естетски признаци добива подоцна една педагошка, комерцијална или едноставно забавна намена. Затоа едно општество не смее да постои без уметноста и без нејзиното познавање. А уметноста не може да постои без сите уметници кои даваат живот од ден на ден, од век во век. Како професор во студиото за јазици Каста Дива веќе 27 години, покрај љубовта за јазикот на моите ученици, втора цел ми е да им ја пренесам љубовта за културата, а пред се за уметноста. Тука, јас и мојот тим за реализација ќе се потрудиме да ги пренесеме и во вашиот дом сите форми на уметност со представување гости во секоја емисија. Ке имаме можност да разговараме за работата и приватниот живот на музичари, сликари, писатели, поети, актери, балетски и графити уметници, луѓе од културата и субкултурата на Македонија, архитектура, скулптура, визуелни уметности како сликарство, цртање и графика, музика, книжевност, во која спаѓа и поезија, сите уметности, театар, танц, седмата уметност или кинематографијата, фотографија и деветата уметност стрип. Добре дојдовте во Трафика, јас сум Ненад Велковски. Музиката според значењето на самиот збор уметност на музите е умешноста за создавање звуци и тишини во еден мозаичен спој, според принципите за мелодија, хармонија и ритам. Жан-Жак Русо, автор на музички речник, ја дефинира како уметност на комбинирање звуци на начин што е пријатен за уво. Како ќе биде интерпретирано едно музичко дело, авторот го прикажува со помош на музичката нотација во партитурата. Поаѓајќи од таа партитура, во главата на една личност се создава крајната верзија од која зависи како ќе звучи едно дело, какви ќе бидат нијансите во изведбата, темпото, унифицираноста на сите музичари од оркестарот и интерпретацијата на певците и певиците и хорот. Таа личност е диригентот, а во нашиот случај диригентка. И посакувам добре дојде на маестра Бисера Чадловска. Браво. Браво. Повели. Како си вечерва? Супер. Супер, да. Добро. Дел си од 50-те инспиративни приказни за животот на македонски хероини, се викам Храброст. Ја земав и книгата, е приредена од Надица Фирфова. Над 500 диригентски изведби, настапи, како со оркестарот на Македонската опера и балет, така и со Македонската филхармонија. Имаш добиено бројни награди. Имаш наградата 13 ноември, која што посебно знам дека ти значи од град Скопје. Наградата Георги Божиков. Избрана си во 2023 за жена на годината. Што значи тоа за тебе професионално, првично и приватно? Прво ти благодарам што ме покани во твојата прва емисија и навистина ми е чест што еве овој циклус ќе го отвориме заедно. Наградите за мене значат едно потврдување на мојата досегашна работа.
Тие не се неопходни, меѓутоа секогаш е убаво кога човек ќе ги добие, посебно кога не знаел дека ќе ги добие или така му се некое, да речеме, изненадување. Тие не се потврда на самиот уметник или не знам на човек од било која професија, не се потврда за неговата професионалност и успешност, меѓутоа значат многу кога ќе дојдат после некое време. Нели, како лично задоволство. Така. Кажи ми, зошто диригентка? Мене таа ми беше многу интересно. Јас сум по природа човек кој што сака комплицирани работи. Не сакам здодевни работи, секојдневни и монотони. И диригирањето беше една навистина за мене комплексна професија која што беше предизвик да се изучи и да се дојде до ова што сум денес. Не сакав, јас свирав пијано од мала, меѓутоа не сакав да бидам пијанист, тоа ми беше многу, искрено ќе си кажам, здодевно ми беше. Немав никаква желба да седам и да вежбам по 6-7 часа. Баш ке те прашав тоа, ако не пијано, што друго би учела да свириш сега кога би можела? Па не знам, можеби виолончело или харфа, нешто така. Мене ми е омилено виолончело, да. Виолончело. Кога зборуваме за диригенти, познати се Рикардо Мути, Зубин Мехта, на светско ниво, нели, го имаме Карлос Клајбер, секогаш го заборавам, Густаво Дудамел. Потоа и секогаш во суштина диригент, како и на почетокот што бил првично концерт мајсторот, нели, или првата виолина, најчесто бил и диригент кога почнало, нели, диригентството да се практикува на втората половина на 19 век. Жени имаме малку диригентки, ги имаме, односно не ги спомнав нашите, Томислав Шопов, Саша Николовски Ѓумар, твојот колега Емин беше Иван Еминовиќ, да. Имаме Алондра де ла Парра, Марин Алсоп, Лижија Амадиу е многу позната. Зошто се толку малку застапени жените во оваа улога? Па и во улога на прва виолина или концерт? Па сега веќе и не се така малку, меѓутоа луѓето се помалку запознаени со тоа. Има еден, да речеме, доста голем подем на жени диригенти и воопшто на жени во оркестрите. Исто така и концертмајстори, например, во нашите два професионални оркестри ние имаме 2 жени концертмајстори, можеби ова информација не ја знае никој. Едната е на Контраденково, да, така? И Верица Ламбевска во операта. Мислам покрај нивните колеги мажи кои што се исто така на истото место, тие се менуваат во таа улога. Мислам дека веќе го надминавме тој момент на предрасуди спрема жените дека не би требало да се диригенти или било што друго што мажите до сега било. Како да се преброди тој јаз, затоа што сепак постои многу во поголем број се, зошто мажите решаваат почесто да бидат музичари и диригенти отколку жени или Мислам дека е пресудна упорноста, професионалноста, образованието што ќе го стекнете и на крајот на криштото среќата која што ја имате, тоа што ви го дал Господ, патот кој ви го трасирал. И треба да се искористат шансите што се добиваат. Тоа исто така сум го заклучила во текот на мојата работа, дека кога имаш шанса треба едноставно да ја грабнеш и да не се пропушти тоа и да направиш се да ја искористиш. Кој е патот? Не почнуваш од првиот момент да бидеш диригент, така? Студираш музика, студираше на пијано одсекот, дури потоа? Јас се запишав на одсекот по диригирање, меѓутоа пред тоа на диригентот му е потребна една поширока музичка подготовка за да се запише прво на тој смер. Јас лично, а и моите колеги колку што знам, започнавме сите во нижото музичко училиште, по завршување во средното музичко училиште, за на крај да се запишеме на одсекот по диригирање. Дури неколку од нив првенствено се запишуваа на некој друг одсек, например на наставно-теоретскиот одсек и после неколку години продолжуваа да студираат диригирање. Патот е единствено тој и не постои друг. Не можете да станете диригент така со непознавање на целата музика и со едноставно една одлука дека во некои години сте се сетиле дека сакате да бидете диригент сега по завршување на гимназија или нешто, тоа така не функционира баш. Диригентот е тој
чија работа е најкомплексна, најсериозна и како што сакаше да каже мојот професор, образованието на диригентот почнува таму каде што завршува образованието на сите други музичари. Така. Да, затоа што имаме еден симфониски или филхармониски оркестар кој што е составен од 80 до 100 музичари. Знам дека кај Густав Малер делата или Вагнер стигнува и до 120. Да. И како ти застануваш пред тие 100 луѓе и треба сите да те почитуваат, треба сите да те следат, треба сите да бидат едно со тебе. Како го постигнуваш тоа од прв до последен так да ги водиш сите тие луѓе? Прво треба да си многу сигурен во себе и во тоа што го правиш. Треба добро да ја познаваш партитурата, бидејќи секое нејзино непознавање музичарите го детектираат веднаш. Исто така треба да си психолог. Од тие колку и да се 50, 80, 100 па и 200 луѓе кои дошле дента на работа, секој дошол со својот проблем од дома и секој мисли дека неговиот проблем е најголем. И најважен. И најважен. А сите сме тука заедно и треба да оствариме една мисија која што се вика музичко дело и која што на крај треба да се изведе пред публика. Така да треба да знае диригентот и тие работи малку да ги... Спомнав во најавата дека диригентот прави една верзија на делото, нели? Кој што како ја правиш таа верзија? Што го менуваш темпото, не го менуваш, не менуваш премногу, ама што е тоа што го менуваш? Колку душа внесуваш во тоа? Колку Лично многу се внесувам во работата, меѓутоа диригентите, како и сите музичари кои се изведувачи, работат според насоките на композиторот. Значи во нашите партитури пишува се што композиторот замислил, дека треба да го направиме и како тој сакал да звучи делото кое го напишал. Да, ама потоа диригентот нели вика оваа изведба е многу подобра, диригентот е добар, диригентот е лош. Така е. Како тоа? Сега диригентот дава свој собствен печат и интерпретација на партитурата која ја има пред себе. Тоа значи дека може да смени нешто во темпото, меѓутоа тоа не може да е нешто многу драстично. Иако се случува и тоа. Има диригенти кои едноставно така ја доживуваат музиката и сметаат дека одредено парче од музиката треба да оди во многу спор или многу брзо. Јас сум забележал арии каде што во една верзија звучат многу побавно, во друга многу побрзо. Значи јас го забележувам таа разлика. Да, тоа постои секогаш. Исто така диригентот дава и интервенира и во динамиката на свирење, во фразите, во начинот на кој инструмент треба да е појак, кој треба да е послаб, во агогиката на свирењето на инструментите и на пеачите, во дишењето на оперските пеачи, некаде тоа сега да прашам исто. Некаде ако е предолга фразата и преспора ќе мора да земат воздух на средина или се разбира тоа зависи од текстот. Најчесто не можете да земете воздух во сред збор, на пример. Како што читате книга и како што во неја има реченици кои се составени, нели, секаде има точки, запирки, извичници, така исто и пењето. Добро, какви движења правите? Читав некои движења дека има, нели, 1, 2, 3, 4. Да. Ти донесов едно што е тоа за кинеско стапче. Стапче за кинеска храна. Како изгледа твојата диригентска палка? Слично. Обично бела со рачка со дршка на крајот. Секој си има своја диригентска палка, должина која што му одговара, зависи од физиономијата на диригентот, како му е згодно, како му одговара на рацете. Тоа не е некоја Нели не е пресудно секогаш диригираш со палка? Па најчесто да, најчесто. Диригентските шеми се многобројни, бидејќи во зависност од метриката во која е напишано едно музичко дело, може да се менуваат. Може да бидат диригентот да брои на 2, на 3, на 4, на 5, на 6, на колку и да е, нели, метарот во делото, во композицијата, а може и да менува во сред свирење, бидејќи на одредени места каде што темпото се забрзува или ускорува. И сите музичари те следат секогаш? Да, сите музичари точно знаат на колку треба да им брои диригентот и кај нив во партитурата си запишуваат, за да знаат, бидејќи различен диригент може би различно ќе брои во одреден момент.
Добро, диригентите го гледаат пред себе ги гледаат нотите. Пејачите не ги гледаат, односно певците, сакам да ги викам певец и певица, за да означиме оперски певец и певица. Како ги складуваш нив? Како Па тие си ја знаат партитурата на памет, улогата. нели? Да, мора да си ја знаат и својата и улогата на колегата, тоест партнерот кој што е на сцена со нив заедно во дадениот момент. Значи мора да знаат што има тој пред нив да испее и после нив и измеѓу нивниот се случуваат ли гафови? Ајде на пробите сигурно да. На пробите е многу по, да речеме, и дозволено. Да. Имаш ли некоја приказна околу тоа? Имаш ли некоја... Па тоа е најнормална работа. Да. Значи во секоја представа се случува по нешто кое што публиката не го знае, го знаеме само ние. Така. Меѓутоа тоа е дел од работата, тоа е природната Сепак сме работа, луѓе, во живо е, не сме да, машини. се случува. Да. Задачата на диригентот е да го искоординира тоа и исконтролира во моментот, тоест да каже дали да застане пејачот, да причека уште една фраза, па да му ја даде одново, да му даде знак за фразата, или ако веќе доцни, да му каже од која фраза да почне понатаму да продолжи, да речеме фати на следната фраза. Ги караш на пробите? Не баш многу. Не. Секоја година на 1 јануари очите на цел свет се вперени во концертот, во новогодишниот концерт на Виенска филхармонија. Го гледаме и тука, имаме пренос директен на радио и на телевизија. Бројни диригенти има диригирано, има диригент кој што сега ќе ти кажам, секогаш го заборавам, беше Вили Босковски, 25 пати, Лорин Мазел 11, Рикардо Мути 7, и сме го гледале Рикардо Мути. За оваа година е најавен Јаник Незе сега од Канада. Дали ти е сон, дали ти е некаква замисла дека еден ден би диригирала со таа филхармонија? Дали ти Секако. Мислам дека не постои диригент на кој што нема така, тоа нели? сон. Да. Сега не мора да е баш на тој новогодишен концерт, меѓутоа со Виенска филхармонија. Да. Гостуваш во други филхармонии, во други оркестри, знам дека гостуваш. Да. Сега само што се вратив пред неколку дена од Црна Гора, таму имав еден прекрасен концерт со Црногорскиот симфониски оркестар, на кој што првпат изведовме втората симфонија од Скријабин. Таму тие првпат ја изведоа и еден клавирски концерт од Скријабин. И беше навистина преубав концертот и многу пријатно бев изненадена од тој. Како те прифаќаат, нели? Бидејќи ние имаме гости диригенти, имаме гости и свирачи ретко има, можеби само при Има. Да. Има како солисти, гости има секогаш во филхармонија, така. И како ве прифаќаат кога ќе отидете во друга филхармонија или во друг оркестар, нели, симфониски? Јас до сега секогаш одлично сум поминувала, морам да кажам. Оркестарот сака да почувствува дека пред нив стои човек кој што си ја знае работата. Так. Кога тие тоа ќе го видат, понатаму немате никаков проблем. Да, и вие, и тие, и се тече како што треба. Јас никогаш не оставам на случајот, секогаш се подготвувам дома до максимум, посебно ако се работи за некое ново дело кое што не сум го диригирала. Ако се работи за оперски оркестар или ако треба да диригирам опера некаде, тогаш е, да речеме, нешто од мојот репертоар кој што навистина па многу добро го знам. Да, знам дека имаш диригирано премногу опери и балети во Македонија. И така, до сега сум немала проблем. Имаш ли некој диригент или диригентка, се едно што ти е инспирација, што ти е посебен, што ти е, не знам, или на почетокот барем, кога почнуваш? Па не можам да се одлучам, бидејќи има толку многу добри диригенти. Од сите по нешто. Да, а секогаш во одредена сфера, во музиката, некој диригент најдобро се истакнува, највеќе се истакнува и тука не можам за еден да се одлучам, бидејќи е навистина многу широко тоа. Премногу сме, и премногу музика постои, мислам. И премногу музика, да, не можеш да се одлучиш за едно нешто што би ти било омилено или само тоа. Има навистина многу. Пред многу години јас и ти учевме заедно шпански јазик. Да, пред многу години. Кај јас. Бевме заедно во клупа. Не ги спомнуваме годините. Па и да ги спомнеме. 96-та беше кога учевме, така ти беше тинеџерка се уште. Да. Растрчана,
уште учеше средно или имаше веќе завршено? Мислам дека бев четврта средно или прва факултет, нешто така нешто беше. Така. Да. Подоцна диригираше на еден настан наш приватен. Да. Која си ти приватно, Бисера? Кога ќе те... Јас сум една најнормална мајка на едно 16 годишно девојче тинејџер. Евгенија. Евгенија, да. Инаку сум, мислам, не знам како, многу едноставен човек сум приватно. Кога те сретнуваат надвор, те препознаваат, те знам дека те застануваат некои, те прашуваат дали сте вие? Да, понекогаш, меѓутоа ретко се случува да ме препознаат бидејќи си поинаку облечена. Тоа и најчесто ми го гледаат грбот. И не знаат ли не ти го познаваат ликот. Не ми го познаваат ликот и кога ќе каже некој дека сум можеби јас или не знам, и тогаш се чудат. Да, познатиот грб со тетоважата. Да, мислевме дека сте поголема, а јас сум 1,60 поголема. Миниатура. Да. Бисера, преубаво изгледаш на сцена, преубаво изгледа кога ќе се појавиш на нели оној пулт за да поздравиш публиката. Секогаш супер елегантна, преубаво облечена. И тоа исто морам да го пофалам. И знам дека се трудиш околу тоа да бидеш секогаш посебна. Зборувавме еднаш и за тоа како се облекуваат жените диригенти во светот, како сметаш ти дека треба да се... Сакам за тоа да ми кажеш. Јас искрено мене ми пречи тоа што жените сакаат да се како да кажам на македонски да се изблендаат. Да бидат во улога, да изгледаат точно да се изблендаат, да се спојат, да се претопат да се претопат во изгледот на мажите. И гледам дека жениве диригенти по светот буквално тоа го прават. Сите се во костуми, во фракови, во сакоа долги покриени до овде, во ниски чевли и така без фризура, без шминка. Сега јас не сум поборник на тоа дека жените треба да изгледаат. Ние ако сме се избориле за таа рамноправност, не значи дека сме се избориле, не значи дека треба да бидеме еднакви исти. како мажите. Еднакви е едно, меѓутоа исти не. Еднакви се нашите можности. Еднаква е нашата нашиот интелектуален капацитет. Еднакви се нашите способности да бидеме диригент. Меѓутоа не треба да сме исти како нив. Која е поентата инаку? Да. Сега тоа можеби не сметаат сите дека е така, меѓутоа јас исклучиво на сцена сум во фустан. Како што треба да е. Во високи подпетици, со фризура. Вака преку ден не сум никогаш. Да, знам дека приватно не е. Меѓутоа на сцена исклучиво многу ретко носам панталони ако се нешто ептен супер елегантни, па многу да ми се допаѓаат, инаку не. Така, супер. Кажи ми приватно, какви стравови имаш, што те плаши? Па веројатно она што ги плаши сите луѓе, да не нешто им се случи на најблиските, не знам, да не има војна, да не има, не знам, такви. Тие веројатно се сите истите стравови, истите стравови ги делиме сите, претпоставувам. А што те прави среќна? Семејството, љубовта, работата, секојдневните мали нешта, малите задоволства како, не знам, прошетки, излегување на кафе, патување многу ме прават среќна. Што слушаш кога патуваш? Што слушаш во автомобил? Што слушаш додека одиш на работа, одиш со кола? Да, најчесто. Бидејќи далеку живееш. Далеку живеам, да. Одев со автобус едно време, меѓутоа сега нешто не се редовни баш автобусите, одам со кола. Што слушаш? Што има на радио? Радио слушаш? Радио, да. Радио. Ретко имам желба да слушам нешто специјално, бидејќи на работа сум оптеретена со музика, со слушање и после тоа никогаш не сакам да слушам ништо, сакам тишина. И се случува кога ќе дојдам дома од проба, посебно ако била некоја тешка проба, да кажам, ве молам не ми зборувате, но
половина час не сакам ништо да слушам. Тешка проба е Пучини, претпоставувам. Па не само, меѓутоа да, тешка проба е, не знам, некое ново дело, комплицирана партитура, многу засвирење, многу корекции во текот на пробата, многу пати враќање по 100 пати едно место и така. Во минатото балетите во Македонија се свираа, се пуштаа на лента, односно, нели, беа со плейбек. Сега ги свирите веќе долги години. Како оди тоа со балетот? Бидејќи не си веќе... Балетот е една сосема поинаква специфика отколку оперската, бидејќи тука треба да се адаптира музиката и на балетските играчи кои што ги имате, посебно на солистите. Секој е со своето... Прво, секој има различно тело, секој има различни нозе, секој се движи различно, некој има побрзи движења природно, некој има поспори движења природно, му треба повеќе време да се истегне, да направи некоја поза, да скокне, да го кренат, да го спуштат. И се тоа мора да се адаптира во моментот. Не зависи секогаш од диригентот. Дури некогаш и се лутиме, бидејќи до тој степен сакаат да ја сменат музиката, што не личи на музиката која што е во оригиналот, за да биде приспособена на нивното движење, нели? На нивното движење. Меѓутоа наоѓаме компромис секогаш, посебно со колегите, бидејќи долго време работиме заедно и веќе и тие се навикнуваат на мене и јас на нив, и тие знаат дека кога некогаш не може нешто, например, не дозволувам да се прави пародија од музиката сега, ако се бара нешто драстична некоја промена, не е тоа добро и можам да им кажам. Моите ученици на часови се чудат кога ќе им кажам ве слушам во смисла ако некој шепне меѓу нив, ако праша Тивко што кажа. Сето тоа го слушам. Ги слушаш сите инструменти, така? Секој еден. Да, и што свират и што зборуваат. Да. И слушаш и ако зафалшира инструмент? Нормално. Така. Прекрасно. Сите го слушаме тоа, не само јас. Да, целиот оркестар. И тој што свири знае дека... Си знаат нормално, мислам. Те се професионални музичари. Да. Знам дека се сите професионални. Слушаш други изведби кога спремаш твое дело? Слушам, да. Слушам и можам да си ја најдам таа што највеќе ми одговара или да најдам делови од сите од многу различни, да направам спој, меѓутоа најчесто тука реагирам инстинктивно, тоест по слушање на музиката дозволувам таа да ме води. Тоест она што рековме, се внесуваш со душата и чувствуваш тоа што ти би извадила од себе во тоа дело. Така. Што би им порачала на сите оние девојки, еве да не кажам и момчиња, ама на сите девојки што сакаат да го следат твојот пат, односно да запливаат во водите на диригентството. Прегеска спомна дека треба упорност, треба да продолжат да учат таму каде што запираат музичарите. Но што друго? Прво е клучно образованието. Значи не смеат да скокнат ни едно скалило од образованието кое што е потребно. Второ, треба да ги одат скалилата поред. Значи диригент не се станува преку ноќ и не можеш да станеш со тоа што ќе дипломираш. Диригентот почнува да се едуцира после дипломирањето, почнува тогаш да стекнува искуство. Треба да асистира на поголеми од него диригенти, на повозрасни, да работи и други работи. Јас, например, работев во Македонската опера и балет како хормајстор на почеток. Да, имам прочитано дека беше. Меѓутоа, додека го правев тоа, јас кога ќе ми завршеше пробата, не си одев дома и одев на пробите на солистите и седев позади диригентот и го гледав што прави. Или запишував, или памтев, или
не знам, Така. буквално ги учев сите улоги кои што ги има пеачите. Тоа е многу битно за еден диригент, значи да е упорен и да оди по тој пат, да не очекува дека преку ноќ ќе му падне на глава слава. Тоа не постои. Тоа им го препорачувам на сите млади да одат поред на нештата. Дали се гледаш себе како педагог, дали се гледаш себе како професор по ова, по диригирање? Па може би, зошто да не. некоја... Ако најдам, ако кај мене се обрати доволно голем предизвик од некој, за да видам потенцијал дека можам да направам диригент. Така. Што, например, до кога имате вие работен век? Во суштина до колку сакате? Има диригенти кои што се... Да, кои што се активни до многу... Рикардо Мути има 70, на кај 80, така, Зубин Мехта, колку што знам, уште работи и тој има над 80. Ние со нашето пензионирање, нормално во држава сите се пензионираме на исти години. Без разлика дали си диригент или си, не знам. Да, само балетаните и балерините имаат бенефициран стаж. Но ако сме психофизички здрави и во состојба можеме да работиме до кога сакаме. Ако некој сака да не ангажира, се разбира. Мислам да сакам да те замолам. Прво имам еден подарок за тебе. Имам една моја книга што ја преведов пред некоја година, ќе ти ја посветам. Мислам дека ја немаш. И јас мислам дека ја немам. Добро. И потоа ќе те замолам да ми насликаш нешто. Знам дека не сакаш. Не да не сакам, не знам. Дека не знаеш, ќе ми нацрташ, не знам, ќе видиме што. Освен виолински клучи, ноти, друго не знам да цртам. Напиши ми едно делче, јас ќе ти го испеам после. Диктат по солфеж да правиме, тоа да. Се вика. Добро. Денеска е Да. Ти зедов и една кесичка, за да не биде така. Со машничка. Со машничка. Благодарам. А сега, повели, сакаш бои, сакаш молив? Не леле ништо. Што рече сакаш сега? Ми кажа дека не сакаш да пееш, ми кажа дека не сакаш да рецитираш. Добро, кога ги слушаш пеачите, не ти доаѓа, не пееш со нив? Пеам цело време. Пеам. На представа цело време им пеам. Ама пеам безгласно, само им тврдаш? Да. Ги знаеш сите, да рече си сите опери? Сите ги знам, сите од почеток до крај, сите улоги ги знам и пеам со нив секогаш на секоја представа. Јас знам делови, од што толку многу години имам слушано, ама сите не. Преубаво. Сите што ги имам диригирано ги знам многу добро и морам да кажам пеачите многу сакаат со мене да пеат на представа, бидејќи цело време им пеам, нив не им треба суфлер, јас им пеам и они знаат каде се и да сгрешат, јас ќе им испеам и ќе се најдат одма. Ненад ме најде со цртањево. Еве еден голем виолински клуч. Уште кога учевме, те терав да црташ, не сакаше. Ти текнува кога правевме реклами за... Не знам. За перла. Да, и неколку ноти. А друго, ќе мораш некој сликар да повикаш. Знам дека ти е во план. И ќе ти цртаат тие. И јас толку знам од мене, толку. Добро, ќе го сочувам, ќе им го покажам на гледачите, чисто да видат, и јас ќе си запишам и ќе го сочувам од това за оваа емисија, бидејќи сепак е првата. Кажи ми, имам уште неколку прашања. Кажи ми како би можеле да, јас на пример, како почнав да слушам класика и како почнав да одам да гледам балет, да гледам опери, во прва или втора година средно не однесува на балет, ја гледавме Бахчисареска фонтана, мислам. Така што јас се одушевив и почнав да одам во македонската опера и балет тогаш. И така засакав класична. Како да ги научиме, тоа ми е целта и за нашите гледачи да им пренесеме една убава, една чиста љубов кон
кон музиката ние како македонци имаме, туку како да направиме, да имаме една поголема публика која што ќе следи и класичната музика, која што ќе гледа нашите опери. Сега наскоро ќе почнат и мајски оперски вечери. Каква идеја имаш? Што може да се направи? Прво, сметам дека домашното образование, воспитување е клучно. Така. Тоа што родителите дома им презентираат на децата. Ако вие по цел ден имате на телевизор вклучени талент шоуа, нормално дека вашето дете нема да се едуцира за сериозна музика и нема да сака да оди на концерти на операта и на филхармонија. Второ, вината што е тоа така ја гледам и во медиумите. Не може вие да не отстапите медиумски простор за ниту една емисија каде што може да се презентираат уметници. Еве сега ќе имаме. Конечно. Меѓутоа, не може сериозната музика и уметноста генерално да дели медиумски простор со емисија за, не знам, поп концерти по дискотеки во државата. Мора да се порано имаше емисии кои што сега се сведоа на... Порано имавме и радио, го имавме и Класик FM кој што не постои. Така е. Јас тогаш се јавов во Класик FM и ги терав да ми снимаат на касети нивна музика, одев ги земав за да слушам дома. Да, тоа постоеше порано. Да, јас тоа правев. Сега нема каде да се пласираат овој тип на музичари. Едноставно нема каде да отидеш и да го кажеш тоа што ти се случува, тоа што го работиш во моментот, а има многу наши успешни македонски музичари кои што навистина и свират и пострастува. Која е тогаш да речам, кој е начинот да се направи, не знам, да се направат отворени денови во МНТ, да се запознаат пеачите, да имаат музичарите денови да се вклучат малку повеќе училиштата. Навистина мислам дека треба да ја подигнеме, да го подигнеме нивото на културата. Не дека не се, меѓутоа да дојдете еве на една таква представа и да видите како тоа изгледа. Малку сега ова е критика, меѓутоа морам да ја кажам и таа критика. Се е тоа домашно воспитување. Ништо друго. Јас сум сигурна дека е така. Така. Ти благодарам. Би сакал, односно имам уште една работа. Имам опција да ми поставиш, односно ти имаш можност да ми поставиш мој прашање. Пази што го направиш. Леле, не можам да се сетам што ви те прашала, ама нема... Мислам дека тоа не ти најавив нешто такво дека. А може и ми најави, ама јас бидејќи еве не се, ама доста знам за тебе и сега не знам што би те прашала кога знам многу работи. Например, дали би го оставил училиштето и да професионално да се префрлиш во телевизија? Да се водите на телевизија? Да. Слушни. Затоа што знам дека уште кога учевме шпански, еве јас сега ќе кажам за гледачите дека Ненад студираше турски. Така ли беше? Така. И на часови ни читаше вести на турски. Значи многу сакаше да биде на телевизија уште од тогаш. И еве сега еве ти ја можноста ако сакаш. Може ќе ти понудат работа. Јас почнав со уште на 18 години, на 19, односно со тинеџерски емисии, потоа го оставив тоа, работев во филмска продукција. Ете тоа не знаев. Потоа работев 3 години во филмска продукција, преведував и титлував филмови. Потоа почнав да студирам турски, италијански и шпански. Многу брзо го отворивме школото и сега сме специализиран центар за шпански, така што сме посветени на тоа. Дали би го оставил школото? Па не, затоа што, знаеш, тоа е вокација, тоа не е работа. Тоа не е станувам јас во 7 и одам на работа како чиновник, туку ние прво работиме од 5 до 10 навечер, сосема едно друго време. Потоа имаме многу денови одмор, имаме речиси 4 месеци одмор во годината, што не е малку. Да, тоа ми е многу добро познато. И љубовта кон тоа што го работам. Иако ова, и тоа што го кажа во најавата, дека идејата ми е моите ученици, без разлика на возраста, ние во моментов имаме ученици од 7 до 50 и неколку години, сме имали и повозрасни,
Значи, нашата идеја е да ја пренесеме културата, ама не само на јазикот што го учиме, туку сите можни култури, сите можни уметности. Ние секогаш коментираме, ние ги носиме учениците во посета на музеите, за познавање на сите музеи во градот, ги носиме на представи, ги носиме на опера, така што целта ни е тоа. И сега со оваа емисија Трафика, јас се надевам дека ќе имам еден малку поголем одзив, дека сепак ќе не гледаат целата земја. Ете, тоа е тоа што ни треба. Тоа е одговор на твоето претходно прашање. Тоа ни треба. И јас би сакал и се надевам дека ќе биде тоа така. Идејата ни е да имаме, нели, гости како тебе, гости од уметноста, од културата, за да, нели, направиме една сосема друга презентација на она што треба луѓето да го ценат и да го сакаат. Тоа е многу потребно во македонскиот посебно во моментов. Во македонскиот медиумски етер, на вистина е многу потребно, бидејќи сме бомбардирани се со едно исто цело време. Да. Кажи ми уште што би ни додала ти во емисијата, што јас можеби не те прашав, нешто што можеби на вистина би сакала да кажеш. Имаш сосема слобода да ми кажеш во поглед на работата, во поглед на твојата приватност, се. Јас би искористила да им кажам на вашите гледачи дека треба да ја дадат шанса на уметноста. Да излезат од онаа рамка на секојдневието, на кичот, на турбофолкот и да ја дадат шанса на вистинската вредност. На луѓето кои се едуцирани да ја презентираат уметноста и да ја прават. Точно, не би постоела толку векови кога не би била вредна оваа, нели, уметност. Тоа би искористила, бидејќи нам, на уметниците, ни е тоа многу важно. Да се конзумира тоа што ние го правиме. Ние постоиме за сцената. Постоиме за нашата уметност да биде видена. И тоа треба да дојде од публиката. Меѓутоа, публиката треба да ја препознае вистинската вредност. Така. Ти благодарам многу за првото гостување, односно гостувањето во мојата прва емисија. Јас ќе ги поздравам гледачите за денес. Се надевам дека имавме пријатна вечер, дека успеавме да пренесеме барем дел од она што е Бисера Чадловска, нашата прва диригентка во Македонија, за она што значи уметноста, музиката и ќе продолжиме вака, ќе продолжиме со гости кои што ќе почнат да доаѓаат од следната емисија и до тогаш бидете среќни и насмеани.